Здраво! Денешната видео е малку подраматична и погламурозна шминка од вообичаено. Станува збор за црвени усни и црни смоки ајс направени со помош на елајнер. За да го намалам тренето на видеото, бидејќи очите бараат малку повеќе внимание и повеќе време, решив претходно да нанесам течна пудра, да ги пополнам вигите и да го нашминкам едното око. Јас користев Seventeen Matte Plus Liquid Foundation со SPF 20, идеална за комбинирана и за масна кожа. Станува збор за мат пудра, која што трае на вистина долго на лицето и не се изнасува, поради тоа не користам камена пудра или пудрава прав. Доколку сакате, можете и тој чекор да го направите. Иако камената пудра ја скокнав како чекор претходно, сепак ќе нанесам само на очните капаци со цел ајлајнерот да остане подолго на очите. Дневно може да користите течен ајлајнер или во форма на моливче. Јас се одлучив за двата. Најпрво, со течен ајлајнер нацртав долга линија почнувајќи од третата третина на окото, продолжувајќи косо нанадвор од него. Кога ќе ја добиете посакуваната линија, зависно колку надвор и косо сакате, со истиот ајлајнер ќе нацртате линија која следи природната линија на очниот капак, се до неговата половина. Двете црти ги спојувате во агол, кој се пополнува со црна боја. Со читка по ваш избор засенчете црната боја кон натежноста на очниот капак. Постепено додавајќи црно моливче, ја водев црната боја се повнатрешно, воедно користејќи и читка со која засенчува. По избор може да користите и црна сенка или сива сенка. Со цел двете очи да добијат иста форма, се посложив со чистата страна од важното марамче, кое го користев за претходното око. За крај нанесов бела сенка на почетокот од окото, внимателно спојувајќи ја со останатиот нашминкан дел, со цел да не се изгуби смоки ај ефектот, и комплетирав со маскара, Seventeen The Stylist. Ако сакате да го знаете повеќе за контурирањето кое го практикувам, во претходните видеа го објаснивме делот поопширно. Денес со помош на истата техника и Seventeen Matte Rуминело во број 03 го засенчив лицето за подефиниран изглед. И за крај црвени усни и мојот омилен производ. До сега го употребив неколку пати за да видам долготрајноста и дури заспав со него и утрото беше повторно исто. Најпрво со добро наострено црвено моливче, по нијанса слична на онаа на карминот, ги пополнив усните, следејќи ја природната линија. Потоа пополнив со All Day Lip Color на Seventeen. Најпрво со мат страната каде се наоѓа карминот, а потоа со делот Top Gloss кој дава повпечатлив ефект и ги хидратира усните.
Се надевам ви се допаѓа и се гледаме во следното видео. Чао!